И, почитувани пријатели, еве сме до втората епизода од серијалот Како се убива фудбалскиот клуб Победа. По позадина ќе пуштиме добра музика, нека не биде се така црно. Има и добри работи. Вторава епизода е со наслов Иницијатива со управно правно мислење и компаративна пракса за институционална одговорност на општина Прилеп во однос на фудбалскиот клуб Победа. Ова исто така ќе се достави до градоначалник на општина Прилеп, до совет на општина Прилеп и архива на општина Прилеп. Односител исто така ќе биде група на граѓани на општина Прилеп. Во овет и предмет на иницијативата. Ова иницијатива се поднесува со цел да се укаже за континуираното институционално и спортско пропајчање на фудбалскиот клуб Победа Прилеп. Да се утврди законската и управно-правната обврска на општина Прилеп и да се побара системско, законско и контролирано рестартирање на клубот. Фудбалскиот клуб Победа представува спортски субјект од јавен интерес, со децениска традиција и значење за младината, спортот и идентитетот на градот Прилеп. Од број 2. Правен основ. Закон за локална самоуправа. Согласно член 22, став 1, алинеја 6, општината е надлежна за развој, унапредување и поддршка на спортот и рекреацијата. Согласно член 22, став 1, алинеја 1 и 2, општината има надлежност за локален развој и заштита на јавниот интерес. Фудбалскиот клуб Победа неспорно спаѓа во доменот во оваа надлежност, односно дека е клуб од јавен интерес за општина Прилеп. Под број 2. Закон за спорт. Член 4. Спортот е дејност од јавен интерес. Член 7. Општините учествуваат во обезбедување услови за развој на спортот. Член 11. Општините можат да финансират и да вршат надзор над спортски субјекти. Од тука улогата на општина Прилеп е активна и одговорна, а не само символична. 3. Закон за буџети. Јавните средства мора да се трошат наменски, транспарентно, со отчетност и контрола. Континуирано финансирање без систем и отчетност е спротивно на принципите на добро управување. Трета главна точка – фактичка состојба. Општина Прилеп со години доделува финансиски средства на фудбалскиот клуб Победа, располага со спортската инфраструктура и индиректно учествува во легитимирање на управи. Истовремено, нема јавно достапна долгорочна стратегија, нема системски надзор, нема утврдена одговорност за континуираниот неуспех. Четврта главна точка – управно-правно мислење. Под 1. Надлежноста создава обврска. Во управното право, кога постои законска надлежност, јавен интерес, континуирано дејствување, се создава обврска за активно постапување. Тврдењето дека општината може, но не мора да постапува е правно неодржливо. Под број 2. Противправно пропуштање или омисија. Долгогодишното непостапување во услови на јасна надлежност може да се квалификува како противправно пропуштање и лошо управување, попознато како maladministration. Под број 3. Финансиска поддршка без услови, доделување јавни средства без јасни критериуми, мерливи цели, контрола, создава ризик од повреда на законот за буџети и институционална одговорност. Од број 4. Обврска за донесување управен акт. Општината Прилеп има обврска да донесе посебна програма или одлука за фудбалскиот клуб Победа, со која ќе се уреди моделот за поддршка и надзор. Недонесувањето представува повреда на правната сигурност. Петта главна точка – компаративна пракса, анекс на ова претходно споменатото. Општина Битола, конкретно за фудбалскиот клуб Пелистер, има активна институционална поддршка, условување и реструктурирање,
Општина Штип за фудбалскиот клуб Брегалница има програмско финансирање и јавна отчетност. Општина Куманово има јасни критериуми, извештаи и можност за прекинна поддршка. Општина Тетово институционална интервенција и покрај сложениот контекст. Градот Скопје и општините кои гравитираат во склоп на градот Скопје има системски спортски програми и конкурсни механизми со огромна финансиска поддршка. Конкретно, тоа е добар пример за фудбалскиот клуб Вардар. Заклучок од сето ова, општина Прилеп не би направила преседан, туку би постапувала во согласно со воспоставената управна пракса во државата. Шеста главна точка. Клучна реалност. Во актуелните услови, фудбалскиот клуб Победа не може да опстане без институционална поддршка од општина Прилеп. Затоа општината мора да помогне, но со систем, услови и контрола. Седма главна точка, кои се барањата. Иницирање целосен рестарт на фудбалскиот клуб Победа. Условена и транспарентна финансиска поддршка. Воспоставување надзорен механизам. Донесување посебна програма одлука. Целосна деполитизација на клубот. Осма, како завршна точка или заклучок. Општина Прилеп нема право да се повлече, но има обврска да постапи. Се друго е институционално и правно неодбранливо. Ова ќе биде вториот документ кој ќе биде приложен заедно со отвореното писмо до нашата општина и сите релевантни фактори во неа. Да се покаже дека општината сепак има ингеренции според закон за локална самоуправа и според законот за спорт. А да не правиме муабет според непишаното правило или закон за предизборните ветувања. Имено, не може општината, како што кажуваше претходниот градоначалник, да каже тие се акционерско друштво, приватен клуб, ние немаме врска со тоа. Во ред, ајде сега додиме вака. Кој спортски клуб не е приватен? Значи, тогаш, ако би оделе по некоја таа логика, ниту општините, ниту државата не треба да помогне на ниту еден спортски клуб. Значи, не ви држи вода. Втора работа, бидејќи фудбалскиот клуб Победа користи јавно добро, односно стадионот, градскиот стадион, тогаш самата општина има обврска да помогне и за тоа помогнатото да бара соодветни резултати. Понатаму, имавме од сегашното ново раководство во општината во предизборната кампања една интересна констатација или забелешка, кои сме ние како општина мислат да плаќаме туѓи долгови. Не, господа, значи, вие нема да платите туѓи долгови, тие со тие пари, што фудбалскиот клуб Победа ги должи. Всушност ќе си го откупите клубот, акциите. А тој што си правел криминали, ако си правел криминали, ако крадел, ако работел несовесно и спротивно на законот, за тоа си има институции, тие ќе се позанимаваат со нив. Просто кажам, ако општината реши да ги превземе акциите од сегашните доверители, кои да се, затоа што не е многу јасна сопственичката состојба, тогаш општината нема да ги плаќа туѓите долгови, туку со тие финанси едноставно ќе си ги врати акциите во владение на општината. Пак ќе повторам, а се она што имало неправилности во работењето, институциите, како што знае веќе јавноста, веќе постапуваат, чинам дека Управа за јавни приходи веќе и завршила со истражувањето, тука има и други иследни органи кои треба да кажат, а тие ќе си дадат свој извештај и по службена должност ќе си ги гонат оние кои го направиле тој долг или тој криминал доколку постои. Значи, доколку сега некој ги купи акциите, тој не може да биде кривично гонет. Значи,
И тоа не ви држи вода. Апсолутно. Понатаму што е битно да се спомене. Во пракса изгледа едноставно, меѓутоа правно не е ова сето баш така едноставно. Овие работи се сериозни работи и затоа треба да се седне на маса со сите страни. Значи, минати сопственици на акции, сегашни, да ги наречам наводни сегашни, и локалната самоуправа. Тука за сега би го оставиле бизнис секторот на страна. Треба да ги средиме овие управно-правни работи. Кога ќе ги средиме тие управно-правни работи, тогаш ќе може да разговараме за бизнис секторот и нивната помош. За се има решение, почитувани мои, и правно, и легислативно, и морално. Само треба да се сака и да се седне, и тоа сето добро да се сработи. Во најмала рака има решение и за тоа ако некој нема ни да сака да ги отстапи или даде на продажба тие акции. За се постои решение на денешницава, така да само треба машки да се постапи и да се влезе во проблемот суштински, со отворени карти и со јавни расправи. Мислам дека доволно е за ова втора емисија. Најбитно од сето е ова сето да го лајкнете, да го споделите или да ошернете и да се претплатите на овој канал како би имале поголема можност за гледаност, односно што поголем број на наши пријатели, љубители на спортот, да имат можност да бидат информирани за ова иницијатива која ја правиме. Ако некој се одважи да почне да прави некаква иницијатива за нештото што ни е на сите од колективно значење, а не е само мое или твое значење, тош мислам дека за вас најмал проблем би требало да биде да го лајкнете ова, да го споделите и да се претплатите на овој YouTube канал, за да можете редовно да бидете информирани вие и вашите блиски. Доколку и тоа ви е стварно тешко, тогаш сериозно немаме потреба повеќе за ништо да правиме муабет, не само во овој град, и во оваа држава. Мислам дека доста беше молчење од сите страни, доста беше оној другиот да го реши проблемот, и кога ќе се најде тој еден другиот, тогаш сите одоколу како некои јени ќе се фрлат врз него. Меѓутоа, знаете дека тие хиени секогаш ќе останат хиени, а лавот врз кој се фрлиле секогаш ќе остане лав, па макар и ранет да е, па макар и загинат да е, тој загинал како лав, не живеел како хиена. Последна порака беше многу некако поврзана со зоолошка градина и атмосфера во Африка. Меѓутоа мора малце да ставиме и шега во сериозните работи. Не треба во се да гледаме само негативности. Меѓутоа мора се покажат и заби, доколку сакаме нешто да направиме за ова општество, за овој град, доколку сакаме нешто да направиме за нашите деца, и мислам дека е крајно време да се преброиме и да видиме кој за што, кој за каде. Споделувајте масовно оваа емисија, нека бидат информирани луѓето, нека слушнат што кажуваат законите за локална самоуправа и законите за спорт. Немојте во 21 век да дозволувате да ве лажат, да ве манипулират и просто кажано да ве прават будали. Не само за спортот, за се општо. Во наредната емисија ќе продолжиме со едни други управно-правни слични работи и ќе дадаме една мала најава да видиме како тоа се идело до тие акции, како тоа
се примале, се предавале и како во сето тоа учествувала општина Прилеп и тогашните градоначалници. Мене единствено само тоа ме интересира. Не ме интересираат имена и презимина на некогашни и сегашни акционери, ме интересира која и каква била тогаш, па и сега улогата на општината, зошто дозволиле тие некогашни властодржци да дојде до ова и зошто сегашниве дозволуваат ова состојба да не се подобри. Барем имаме такво чувство, затоа што молки имаме од сите страни. Значи, во наредната емисија ќе види може едно најоштрото издание до сега, меѓутоа нема потреба од креање паник, се е под контрола, се е во ред. Секој градоначалник и сите советници кои си постапувале онака како што треба, немаат потреба се грижат, сите оние кои не постапувале како што треба, нека се грижат. Не кривично. Морално. Затоа што ова држава никој правдата не ја истерал на крај и никој не ни планира да ја тера од крај, меѓутоа мислам дека доволно ќе биде ако некој им каже дека да, вие директно сте учествувале во уништување на еден спортски колектив кој е познат не само во Македонија, туку и пошироко. Тие нема срам, оперирани со срам, меѓутоа добро е јавноста да знае кој и како учествувал во сето тоа. Ако почнеме да ги вадиме вака прашањава, отворено, јавно, тогаш одговорите на тоа кој бил виновен и кој допринесол да дојде од сето ова, одговорот на сето тоа ќе ви дојде сам и по природен пат. Не е некоја филозофија, не треба да си има факултети, туку едноставно да се знае кој бил виновен во општината со дејствување или со недејствување за да се случи овај распад на фудбалскиот клуб Победа. Да поврзаме ова иницијатива што поскоро да ја доставиме до локалната самоуправа, кајде ќе треба да го носат буџетот за 2026 година, чинам дека не е уште донесен, па да пробаме да направиме притисок да отделат една фина сумичка на пари, со која би се спасил фудбалскиот клуб Победа, а од кога ќе се спаси моментално од ова должничко-доверителска криза, тоа ќе ви кажеме дека има и модел, односно постојат 3 модели со кои понатаму клубот може да работи, може да екзистира без општината понатаму да има финансиски обврски кон клубот, освен некои минимални доколку има добра волја општината. Затоа потоа, меѓутоа, Крешо кога ќе критикува, Крешо нуди решенија, така да не се празни муабетите. Ама за тоа потоа, прво да видиме иницијатива од општината, после ќе ви се каже како тоа може. Меѓутоа сега мора да помогнете со таа инекција финансиска и потоа клубот да почне да си функционира нормално со домајчини луѓе и со луѓе кои ќе вршат контрола од страна на општината. Тоа, за тоа не треба да стане никаков збор. Повеќе ниту еден денар буџетски пари не смеат да се трошат залудно, без контрола, без извештај и без барање резултати, бидејќи тоа се пари од сите граѓани. Останете ми со здравје, лайк, сабскрајб, шер. Се гледаме утре од 21 часот. Поздрав!